Започнуваме со регионалните вести. Разрешен е началникот на СВР Тетово Неваир Шабани. На негово место ќе биде назначено друго лице. Информацијата дека е разрешен началникот на СВР Тетово Неваир Шабани ни ја потврди од Министерството за внатрешни работи. Отаму во кусото писмено соопштение не известија дека во најскоро време на негово место ќе биде назначено ново лице. Од МВР не добивме по конкретни информации околу смената на првиот човек на СВР Тетово, но податоците до кои дојде телевизија КИС говорат дека началникот на тетовската полиција е сменет откако во еден од полициските записници е пријавено дека тој го попречува командирот да изврши контрола во спортско обложувалница во Тетово, поради сомнение дека работи нелегално. Настанот се случил на 17 месецов. Најпрви началникот му се јавил на командирот и го прашал каде се наоѓа и што работи, на што командирот му одговорил дека е во обложувалница на улицата 133 во Тетово, каде врши одредена контрола. Началникот, како што пријавил командирот, му се обратил со зборовите: "Пази што правиш и не влегувај таму каде што не треба." Тој продолжил со работа и по известно време началникот дошол во обложувалницата и според командирот тој пак му се заканил: "Кој ти рекол да влегуваш овде? Ќе видиш што ќе те снајде тебе." По известно време началникот и командирот излегло од обложувалницата, при што началникот се оддалечил од објектот. Целиот случај е регистриран во полицискиот записник, а настанот е пријаме во основното јавно обвинителство Тетово. Се работи на целосно расветлување на случајот. Со прострелна рана во левата нога се здобил гостиварец, откако претходно е направен обид за разбојништво во неговата куќа. Во Гостивар исто така, вербална расправија завршила со убодна рана во стомакот на 63 годишен жител на градот. Вчера вечер околу 20 часот и 40 минути три засега непознати маскирани лица, од кои едното вооружено со пиштол, извршиле разбојништво во куќата на 67 годишниот гостиварец Р.Е. лоцирана на улица Браќа Блажевски во Гостивар. Откако зазвониле на вратата, мислејќи дека е синот, Р.Е. се упатил кон влезната врата, а тогаш едниот однив се втурнал во него и со тупаница го удрил по лицето, од што паднал, но набрзо станал и се обидел да им пружи отпор, информира СВР Тетово. Лицето со пиштол во раката испукало еден куршум и го погодило во десната нога, нанесувајќи му прострелна рана, а потоа тројцата избегале од куќата. Повредениот Р.Е. пренесен е во Гостиварската болница, укажана му е лекарска помош и префрлене на скопските клиники. Јавен обвинител и екипа од секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, извршиле комплетен увид и се преземаат активности за расветлување на пријавеното и за откривање на сторителите. Уште еден немил настан во Гостивар, имено вчера вечер околу 22 часот и 45 минути во Гостиварската болница бил донесен 63 годишниот В.С. од Гостиварското село Врапчиште со убодна рана во стомакот. Укажана му е лекарска помош и итно е пренесен на скопските клиники. Убодната рана 20 на минути пред тоа се сомничи дека со кујнски нож му е нанел неговиот сосед, 68 годишниот А.А. од истото село. Двајцата соседи вербално се расправале пред куќата на А.А. околу паркираното возило комбе, пошто А.А. влегол дома, зел нож и го повредил В.С. Осомничениот А.А. приведен и задржан во полициската станица Гостивар. Се работи на целосно расчистување на случајот. 20 годишен пешак повреден во сообраќајка во Тетово. На автопатот Тетово-Гостивар се случила уште една сообраќајна незгода предизвикана од куче бездомник. На кружниот тек на улиците Илинденска и Видоја Смилевски бато во Тетово, вчера вечер околу 23 часот се случила сообраќајна незгода, во која учествувале патничко возило Volkswagen Polo со тетовски таблици, управуван од 60 годишен тетовец и 20 годишен пешак исто така од Тетово. Во незгодата пешакот здобил телесни повреди, со медицинско возило пренесене во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштене на домашно лекување. Според првичните сознанија од увидот, причина за незгодата е непропуштање пешак на пешачки премин.
Предходно пак околу 15 часот и 20 минути на автопатот Тетово-Гостивар во близина на клучката за Камењане, патничко возило Opel Vectra со тетовски регистерски таблици, што го управувал 40-годишникот Пирок, удрило и усмртило куче бездомник, кое неконтролирано се движело по коловозот. Од удирањето во животното нема повредени лица во возилото, додека причинетата материјална штета се проценува на 200.000 денари. 29 женски лица кои нелегално работеле како танчерки и пејачки, приведени во акциски контроли ноќеска во 2 угостителски објекти во Полошко. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово ноќеска околу 1 часот и 30 минути спровеле акциска контрола во угостителски објект, собственост на 35 годишен тетовец, лоциран на регионалниот пат Тетово-Сарачино. При контролата затекнати и приведени се 16 женски лица, од кои 12 странски државјанки, 9 од Република Србија и 3 од Република Албанија, како и 4 од Република Македонија. Затекнатите во објектот на возраст од 20 до 47 години биле ангажирани како танчерки. По приведувањето, а поради злоупотреба на туристичкиот престој, странските државјанки задржани се во полициската станица Тетово и нешто подоцна предадени се на одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија за натамошна постапка. Ноќеска од 2 до 4 часот спроведена е акциска контрола и во угостителски објект во Гостиварско Чегране, собственост на 47 годишник од ова село. При контролата реализирана од полициски службеници на СВР Тетово во координација со одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија, во објектот биле затекнати 13 женски лица, пејачки и танчарки, од кои 10 албански и 3 македонски државјанки. Поради злоупотреба на туристичкиот престој, странските државјанки приведени и се задржани во полициската станица Гостивар за натамошна постапка, додека македонските државјанки по кусо време се пуштени. Престојната новогодишна ноќ ќе помине без снег, со стабилно и суво време и температура околу нулата. Врнежите од дожд ќе се задржат уште во текот на утрешниот ден. Под влијание на влажен воздушен бран од вчера попладне Полошкиот регион го зафатија врнежи од дожд, кој продолжи и во текот на денешниот ден. Преовладуваше облачно време, а наместа врнежите беа интензивни и наврна околу 20 литри на метар квадратен. Како што прогнозираат од Управата за хидрометеоролошки работи, врнежите од дожд по котлините и врнежите од снег на повисоките места ќе се задржат уште во текот на утрешниот ден. Времето денеска во Македонија е претежно облачно со повремени врнежи од дожд, а во Тетово наврна 10 литри на метар квадратен воден талок. До крајот на денов ќе преовладува претежно променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, а во северозападниот дел на земјава врнежите ќе поминуваат во снег и се очекува во северозападниот дел на земјава да наврнат околу 20 литри на метар квадратен воден талок. Температурата на воздухот до крајот на денов во Тетовското подрачје се очекува да достигне до околу 7 степени. И во текот на утрешниот ден времето ќе биде променливо облачно, во раните утрински часови се уште ќе има повремени слаби врнежи од дожд и снег и во Тетовското подрачје се очекува да има повремени слаби дожд и снег врнежи. Во Тетово утре изутрина се очекува да се спушти до околу 1 степен, а дневната да достигне до 7 степени. Утре ќе има слаб локален дожд и слаб снег, особено на високите места и на планините, а во деновите на викендот се очекува за новогодишната ноќ да биде претежно стабилно и суво времето, а в сабота се очекува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Од вторник се очекува известно зголемување на облачноста и повремени локални врнежи од дожд. Во деновите на викендот ќе се задржи стабилно и суво време, а во сабота ќе дува умерен северен ветер. Престојната новогодишна ноќ ќе помине без снег, со стабилно и суво време и температура околу нулата. Во недела и понеделник по одделни котлини ќе има и услови за појава на магла. Во Средното техничко училиште во Гостивар денес беше организирана новогодишна забава за децата со посебни потреби од Дневниот центар.
Учениците и професорите од Средното техничко училиште во Гостивар ги израдуваат дечињата од дневниот центар со новогодишна забава. Целосно им го посветија денешниот ден и во знакот на празнувањата подготвија многу изненадувања, музика, храна, новогодишна атмосфера со оригинална елка од книги, декорации и друго. Нашето училиште по традиција приредува новогодишен базар. По тој повод на наша радост овој ден заеднички го прославуваме со нашите пријатели, вработите и дечињата од дневниот центар. Нашите вработени ученици подготвуваат домашни специјалитети, но и многу изненадувања за гостите. Туку е новогодишниот елка е од над 2000 книги, Дедо Мраз, новогодишни пакетчиња, балони и се друго што е потребно за збогатување во новогодишниот амбиент. Аслијан Снопче, раководител на секторот за образование во општина Гостивар, ја поздрави иницијативата на Средното техничко училиште и нагласи дека тоа е позитивен пример што треба да го следат и останатите образовни установи. Сме привилегирани заради тоа што за нас е многу голема радост, како за нив, така и за нас, зашто тие деца имаат предност и имаат и тие право да се социализираат со другите деца, па и со институциите. Благодарение уште еднаш на директорот и на целиот став за ваквата организација. Треба сите школи да го практикуваат ова работа. Ви благодарам. Тимот на дневниот центар и дечињата што го посетуваат изразија голема благодарност до организаторите на дружењето и им подарија новогодишна честитка изработена од самите деца. Во рамки на проект за интеркултурна размена, ученици од економското училиште во Гостивар беа на двонеделна обука во Швајцарија. Средношколците таму го представија Гостивар со неговите традиции, мултикултура, природни убавини и друго. Група од 16 ученици со своите супервизори од Средното економско училиште во Гостивар изминатиот период престојуваа во детското село Песталоци, Тројан, Швајцарија, во рамки на проект за интеркултурна размена. Младите економисти со големо задоволство раскажуваат за своите искуства, дружењето, стекнатото знаење и прошетките во Швајцарија. Велат дека обуките, работилниците и сите други активности во кои таму биле вклучени ќе им бидат од голема корист. Сите заедно стануваме во раните утрески часови, одеме во 9 часот, држиме курсеви. Пред курсевите имавме мали активности за загревање, дека некои беа и поспани и мораше малце да се размрда. Исто така за забава. Потоа имавме повеќе теми кои ги дискутиравме. Имавме за антидискриминација, за идентитет, правата на децата. Потоа имавме за култура и на крајот како тема ни беше за сменување на свет, кои сите имавме право да оформиме тим заедно со Белорусија, значи размената беше со Белорусија, и на таа тема, значи да се дискутираме и да направиме некои презентации, значи да кажеме своите идеи. Најзабавно беше според мене тоа. Емилија Даниловска е дете правобранител во училиштето и таа исто така била дел од интеркултурната размена. Јас ќе ви раскажам нешто повеќе за слободното време кое што ни беше таму во Швајцарија, а поточно, значи имавме слободно време кога е во работна недела од 17 часот па се до 22 часот. Нашето слободно време кога поминувавме во работната недела најчесто во Јут клабот, кој што представува младински клуб, кој што е опремен со соба за музика, соба за ликовна уметност, соба за релаксација, билијард и така натака, каде што ние имавме можност да ги искажеме нашите способности и таленти. Потоа исто така имавме и спортска сала, која што беше комплетно опремена со спортски реквизити, и во истата ги изведувавме спортски активности и останати игри. Исто така имавме слободно време за викендите, кое што најчесто го поменувавме на екскурзии во различни градови во Швајцарија. Ученичката Михаела Михајловска вели дека приликата да се посети детското село Песталоци во Швајцарија треба да се искористи. Јас сум Михајловска Михаела, исто така учесник во проектот имплементација на детските права бев во Швајцарија 2 недели. За време на викендите ги посетивме градовите Цирих и Луцерн, потоа бевме во научниот центар Технорама
и имавме можност и да ги разгледаме и водопадите на Рајна. Тоа искуство беше незаменливо и секој што би имал прилика би апелирала да се пријави и да не го пропушти тоа. Гостиварското средно економско училиште го реализира проектот за детски права 4 години поред. Целите на овој проект се да се зајакнат и да се прошират знаењата и вештините на децата за имплементирање и практикување на своите права во рамките на образовниот систем. Очекуваниот резултат е училиштата и надвор од овој проект секогаш да даваат поддршка за реализација на овој проект, тоест за практикување на нивните права. Она што се работи во овој проект, тоа е избор на председател на клас согласно стандардите утврдени со проектот, избор на училишна заедница, подготовка на акционен план и реализација на зацртаните цели во тој акционен план, исто така избор на дете правобранител во рамките на училиштето. Младите економисти во Швајцарија го представија Гостивар преку презентација на неговите традиции, мултикултурата, карактеристичната храна и природните убавини. Проектот е поддржан од Министерството за образование, Младинската коалиција Сега и Фондацијата Песталоци. Денес во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово. Премиерно ќе се изведе представата Гревот на родените, проект на организацијата Мана од Струмица во копродукција со Тетовскиот театар. Министерството за култура го поддржува овој проект. Почетокот на представата е во 19 часот. Проектот е нов текст. Ова е преизведба. Текстот е напишан оваа година. И да ја кажам само и другата екипа, значи сценографија и костимографија Весна Богоевска, илустрација на цртежот Ива Бувица, музиката е на Тони Стевковски. Нешто околу представата да кажам, значи тоа е драматуршки концепт кој што фрагментарно ја прикажува оваа драма, кој што се состои од 7 сцени. Секоја сцена е насловена со по еден од смртните гревови. Смртните гревови кои што се нели алчност, марзеливост, лакомост и така натаму. Всушност, ние во част и половина од прилика од колку што трае представата, се обидуваме да ја раскажеме историјата на Македонија. Секоја сцена и секој грев представува еден момент од некоја епоха, важен момент од историјата на Македонија. Представата исто така зборува за всушност за идентитетот, нели, на македонците, но и за тоа како тие се третираат самите себе во потрага по тој идентитет. Кои се, од каде доаѓаат и која им е намерата, на каде се упатени и знаат ли воопшто каде одат. Поставува многу прашања представата во тој поглед, доста е критички, исто така самокритички настроена, но зборува и за некои позитивни вредности, се разбира. Ние се обидовме да направиме една интересна театарска случка, каде што многу комични жанрови, па и драмски жанрови се испреплетуваат. Тоа е всушност еден театарски амалгам од многу жанрови, од гротеска, од дури пародија, фарса, чиста комедија и така натаму. Инаку дуодрама е. Во улогите настапуваат Борче Начев и Софија Насевска-Трифуновска. Тие се инаку актери вработени во Македонскиот народен театар. Така што еве ја поканувам тетовската публика, мислам дека ако дојдат ќе присуствуваат на еден необичен театарски настан кој што не само во Тетово, туку мислам дека и во рамките на Македонија таков вид на театарска представа ретко се случува и затоа би било интересно да дојдат и да ја погледнат.
Електронски здравствен систем, интегрирање на клиники, спречување на кризите со недостаток на лекови, едукација на лекарите, зголемување на платите и надниците на дежурствата на лекарите и медицинските сестри. Ова се дел од приоритетите на Министерството за здравство, кое ги најави новиот министер Венко Филипче. Обезбедени се средства за покачување на платата од 5% во втората половина на 2018 година. Понатаму се обезбедија дополнителна сума на средства со кои што ќе се зголеми цената на дежурствата, и тоа за сите доктори во клиничкиот центар, освен за хирурзите кои што веќе имаат зголемување, и за сите болници во државата, за докторите и за сестрите. При тоа зголемување во зависност од институцијата која што работат, дежурство кое што во моментот изнесува од 900 до 1340 денари во обичен ден, од најверојатно март или април 2018 година ќе вреди 2500 или 3000 денари, а викенд дежурството, кое што е 2800 или 2900 сега, ќе биде 4000 денари. Без разлика на зголемувањето на платата од 5%, што верувам дека сериозно ќе се одрази како сума на пари во платата која што докторите, но и сестрите ќе ја земаат веќе од првата половина на 2018 година. Може да ви кажам дека лекови во моментот има, дека во 2018 сега на почетокот на година треба да се распише тендерот за следната година, и дека планираме да преземеме неколку чекори за овој систем на подобрување на снабдување да се подобри. Прво, во активни преговори и разговори сме со луѓе од Министерството на финансии да го видиме начинот на кој што може да се зголеми буџетот, количината на средства која што е предвидена за тие лекови. И уште побитно, што веќе почнавме да го работиме, е да ја подобриме законската регулатива и сите постапки кои што се врзани со набавување на тие лекови, за да спречиме во иднина било каков ризик од дефицит на лекови. Планираме да го појачаме системот на превентивните сестри, на овие патронажните сестри кои што многу работи може да средат во домашни услови. Едниот, кога и да го отворите системот, мој термин, во топ 2 диагнози на упатување од примарна кон секундарна здравствена заштита се кардиоваскуларните болести и диабетот. Огромен терет, огромен трошок и огромен процент од нив навистина не би требало да идат во болнички услови, се јавуваат за работи кои што може да се средат и во домашни услови. Очекувањата се дека треба да се надминат сите превирања внатре во политичките партии и првите работни денови во новата година од 9 јануари па натаму, собранието да биде во полн состав со учество на опозицијата и сите политички партии, изјави денеска председателот на собранието Талат Џафери. Тој истакна дека политичката криза е завршена пред 6 месеци и очекува 2018 година да биде со редовен тек на работа. Тоа го посакувам и очекувам од политичките партии. Џафери исто така рече на Македонија во 2018 не и требаат нови избори. Очекувањата се дека сите оние превирања внатре политичките партии кои што се случија при крајот на годинава да се одминат и првите работни денови на собранието, по-конкретно од 9 па натаму, моите очекувања се да собранието биде во полн состав со учество на опозицијата и сите политички партии во работата на истата, имајќи предвид дека и нивните изјави претходни дека ќе бидат присутни посебно за потребите од реформските закон за донесување, апропо очекувањата за оно што треба да биде извештајот на Европската комисија по однос на прогресот во Република Македонија. И во тој контекст сметам дека новата 2018 треба да биде во поредовен тек на работа и тоа и го посакувам и го очекувам од политичките партии застапени во собранието.
Украина и проруските сепаратистички бунтовници спроведува најголема размена на затвореници од почетокот на конфликтот во 2014 година. Стотици заробеници пристигнаа дома кај нивните семејства во пресред на новогодишните празници и православниот Божиќ. Украинската влада соопшти дека предала 238 затворени сепаратисти и оти за возврат биле ослободени 74 украински затвореници. Меѓу затворениците предадени на Украина биле и така наречените киборг војници. Ова е прекарот што украинците им го дадоа на војниците кои го бранеа аеродромот во Донецк во една од најинтензивните битки на конфликтот во 2014 година. Синоќа се случи експлозија во трговскиот центар во Санкт Петерсбург. Зградата е евакуирана, но целосно уништена. Повредени се 10 лица, а 9 се хоспитализирани. Рускиот председател Владимир Путин обвинува за терористички напад. Истрагата потврди дека експлозијата била причинета од рачно изработена бомба со сила од 200 грама TNT. Досега никој не ја презел одговорноста за експлозијата. Децата кои живеат во кризните подрачја во светот оваа година се изложени на напади од шокантни размери, објави Фондот за деца при Обединетите нации. Напаѓачите бесрамно го занемаруваат меѓународното право, кое е осмислено за да ги заштити најранливите, се наведува во соопштението од УНИЦЕФ. Според УНИЦЕФ, децата се користат како жив штит, ги убиваат, осакатуваат и регрутираат за борби. Силувања, присилни бракови, киднапирања и поробувања станаа стандардни тактики во судирите во Сирија, во Јемен, во Нигерија и во Мјанмар. Милиони деца станаа жртви на тие судири, страдајќи од неухранетост, болести и повреди, додека од друга страна, поради борбите, оневозможени им се основните услуги, како пристап до храна, вода, здравствена заштита и санитарни услови. Во Конго 850.000 деца се протерани од своите домови, а околу 350.000 се неухранети. Во борбите во Јемен, кои траат речиси 1000 дена, настрада околу 5000 деца, констатира УНИЦЕФ. Рекордни снежни врнежи и бран на поларен студ ја погоди Северна Америка. Температурите на одредени места достигнаа рекордни минус 50 степени Целзиусови. Властите наложија да бидат запрени сите активности кои се изведуваат на отворено и побарано е луѓето да не излегуваат од своите домови без потреба. Гувернерот на Нью Йорк ги предупреди луѓето да бидат внимателни за време на овој поларен бран, кој се очекува да трае до 2 јануари. Во северниот дел од државата температурите се очекува да паднат до минус 40 степени Целзиусови. Недалеко од Нијагарините водопади и речиси до границата со Канада, во градот Ири, кој се наоѓа на најсеверната точка во Пансилванија, само за 48 часа наврна снежна покривка од 1,5 метар. Врнежите од снег беа проследени со силни ветрови. Локалните власти прогласија вонредна состојба и ги повикаа луѓето да не ги напуштаат своите домови. Времето денес беше претежно облачно со врнежи од дожд. Дуваше умерен наместа засилен ветер од југоисточен и јужен правец. Утринските температури се движеа од 3 до 5, а дневните од 4 до 7 степени. Утре не очекува претежно облачно време со слаб локален дожд и со слаб снег на планините и на некои повисоки места. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од јужен правец, кон крајот на денот од северен. Утринските температури ќе се движат од 1 до 3, а дневните од 4 до 7 степени. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.